Свечена академија на Црвениот крст се одржа синоќа по повод 17 март, денот на Црвениот крст во Македонија. 365 дена во годината волонтерите на ова општинска организација неуморно работат на промоција и активности преку кои ги подржуваат хуманите вредности, а посебен акцент имаат ставено на крводарителските акции, што ги организираат со цел да им се најдат на сите луѓе кои имаат потреба од оваа скапоцена течност, или како што се нарекува во науката, течен орган. Подготвивме оваа свечена академија, каде преку 7 принципи на движење на Црвениот крст сакаме на граѓаните на Битола и оние кои постојано не поддржуваат да им ги доближиме активностите кои ние ги работиме во Црвениот крст, како и да ја подигнеме на некој начин свеста кај самите граѓани зошто е битно да се волонтира, што всушност се ние правиме и како ние помагаме на граѓаните на Битола. Она што радува е тоа дека битолчани се повеќе учествуваат во крводарителските акции. Повеќето беа стари крводарители кои имаат дарувано по 91 пат, имавме и таков човек, но наша мисија на волонтерите е да подигнеме свеста кај младите за крводарителството и за дарување на крв и хуманоста. Домаќин на свечената академија на општинската организација Црвен крст беше актерот Петар Горко, кој исто така учествува како волонтер во активностите на Црвениот крст. Веќе трета година како и јас волонтирам во Црвениот крст, помагајќи таму каде што е најпотребно, посебно во делот што е од мојата професија. Инаку волонтерите, голем дел од нив сами го напишеа поголемиот дел, а јас успеав сето тоа да го искоординирам и да ги ставам додатните точки кои што мислам дека треба да покажат одредени делови од самата служба на Црвениот крст. Значи тука се семејното насилство, тука се крводарителите секако, тука е доброволната служба на Црвен крст и да покажеме љубовта. Општинската организација Црвен крст на сенокешната академија им додели благодарници на повеќе институции од Битола кои соработуваат на полето на афирмација токму на крводарителството и хуманите вредности.